Да, викендов започна летното сметање на времето. Сказалките на часовниците ги поместивме 1 час нанапред, што значи 1 час помалку сон, но затоа пак многу повеќе дневна светлина. И сега долго време се зборува за напуштање на летното и зимско сметање на времето, бидејќи бројни научни истражувања покажуваат дека тоа влијае на здравието на луѓето. Токму на оваа тема разговараме со Мирјана Јовановска-Стојановска, што велат психолозите за влијанието на летно и зимско сметање на времето на организмот. Добро утро. Добро утро. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Европската унија оваа тема уште пред некоја година ја отвори за унифициран временски систем и укинување на летното и зимско сметање на времето. Официјална одлука се уште немаме, но колку и да звучи нереално, на вистина на 1 час и помалку и повеќе спиење прави проблеми во нашето секојдневие. Сказалките на часовниците ги поместивме во саботата кон неделата и сега си велиме, па имаме 1 ден да се прилагодиме. Денеска доаѓаме на работа и истото го кажавме и јас и Јована. Колку сме уморни, а ништо поинако не сме направиле од вообичаената рутина. Во колку почнувате се бајле да работите? Ние кога сме на работа? Кога сме на работа или кога сме на ноза? На ноза сме од 4:30. Па сега 1 сат порано, значи од 3:30 сте станале. Затоа ви доаѓа, мислам по на старото време. Ви доаѓа умор затоа што организмот на луѓето и воопшто личноста функционира по некој биолошки ритам сопствен. Значи ние сите различно, нели? Некој е ранобудник, некој седи касно, па цела ноќ работи, па спие касно. Значи различно, ама се обидуваме да се прилагодиме кон оној временска рамка што ни е дадена, нели, договорот, часовниците што го мерат тоа време, за да обавуваме различни функции, нели, да одат некој на школа, некој на работа, обврските други да ги завршиме, кои се, нели, така направени за да сите можеме да се снајдеме во животот. Дадено е едно време, мерки на едно време, нели, вртењето на земјата и така, распоредено по 24 часа и ние сите се прилагодуваме. Нашиот биоритам е малце поразличен од тоа. Сега, кога 1 саат ќе се помени времето напред или назад, бидејќи ние, целиот наш организам е така создаден да живееме по навики, зашто така најмалце енергија трошиме. Создаваме навики, кога легнуваме, кога стануваме, кога јадеме, како функционираме. И целиот така внатрешен ритам на нашето тело влегува во таа навика, во тие брановидни вака, ретко, например, нели, стресови, кога доживуваме оди нагоре или надолу, ние се пробуваме сите да го избегнеме тоа, али, значи, се одржуваме во едно нормално живење. А промените ни прават нешто да се смени. Најнаш организмот нешто се буни. Кај здравите особи, тоа не би требало да биде голем проблем, нели, ќе се помине време, ќе се прилагодиме за неколку дена, е вака, може би уморни од сабајле или навечер ќе биде нешто, ама ќе се прилагодат. Возрастните и здрави особи нема да имаат голем проблем. Добро, уморот е само еден од симптомите, еве подолги денови, но куси ноќе, кај различни луѓе различна симптоматологија. Кои се во суштина оние симптоми кои што се јавуваат освен уморот? Па да, може да биде малце чувство на збунетост. Зашто телово едно телово едно ми кажува, а таму гледам нешто друго. Навиката што реков, телото си тера, сега треба да станам, сега треба да легнам, сега треба да одам на работа, сега нешто треба да правам. Телото си го движи тоа. И ние сега му викаме, не, чекај, не ти е време, или треба порано, ајде од тоа додиш. Така да се случува. Може да се јават тие лесни главоболки или некои непријатни чувства. Значи, некои минимални, пак ќе зборувам кај здравите луѓе, значи минимални се промените и нели за неколку дена ќе се прилагодиме на нешто. Кај оние што се повозрастни, хронично болните луѓе, кај нив е малце поголем проблем, затоа што и кај нив исто влегува во некој систем, нели, на живење, во некој биоритам, и кај нив може би да направиете проблеми со притисокот, некоја возбуда, некој покачување на... Зашто ова е стрес, стрес е за сите нас, за секој организам,
Ама здравите организми стресот го поднесуваат многу подобро. Овие што се постарите и хронично болните можат да имаат зголемување на симптоматологијата, типично што имаат секој ден. Значи, ама и тоа не би требало да биде нешто што можда за недела дена би требало веќе. Продискутиравте за различни категории на возрасти, но многу истражувања потврдуваат дека граѓаните, всушност ние во активна возраст, сме некако најпогодени овие неколку денови. Зошто токму ние? Па најпогоден зашто ние највише го менуваме ритмот на живење. Некој што седи дома, например, кога е пензионер, дали ќе стане во 7 или во 8, не му менува. Не му менува многу. Сега тие пензионери, нели, што си влегле во улога на дадилки, да си ги гледаат внуците и така, кај нив ќе остане некоја обврска. Или, например, ноќното легнување исто, или во текот на денот. Значи, по-лесно е прилагодливо, зашто можат на пола саат, да, например, однапред пола, нема такви обврски кои се точно врзани со времето. Оние што работат, што одат на работа, еве, вие са бајле, место да одите во 4,5, ќе станете во 3,5. И одма нешто во организмот не дава, нешто... Внатрешниот часовник се бунтува. Научен е нешто да поспие тоа време или да стане во тоа време. И се вие го силите. И пак ќе речем, значи, кај возрастните личности и оние кои се здрави, немате некои по-сериозни здравствени проблеми, тоа малце силување на организмот, пак ќе се привикне, исто како кога патуваме во Тајван или во Америка, тоа временска разлика, ни треба 2-3 дена да се привикнеме и покрај тоа што часовната разлика е многу поголема, нели? Добро, адаптацијата, препорачувате малку повеќе прошетки на дневна светлина, да бидат како адаптација еве и на оваа промена? Сега овие неколку дена. Ако имате време, нели, ама еве зборуваме за луѓето што се вработени и активни многу. Како полесно да се прилагодиме тоа? Да очекувам денеска состанокот Кики надвор да го прави. Да не викне на психолошки првиот совет е да го прифатите дека е така. Дека треба да станете 1 сат или да легнете порано или да покасно. Немавме друго решение, Мирјана. Да, па тоа е, да го прифатите и тогаш е полесно да, кога ќе прифатиш дека е така, нели? Едно зло помалце. И цела недела измината најавувавме, барем во Македонија наутро, подгответе се, ќе се менува времето, подгответе се, ќе се менува времето. Постои ли некој кој што успел да се подготви за промена на времето? Што би значила таа подготовка? Па не знам јас. Нели? Не постои нешто така. Конкретно, како би можел да се прилагодиш дека едино да легнеш порано 1 час може. Она што нас во животот не прилагодува на се, не води кон тоа да се адаптираме, е здравиот начин на живење, здравото, ментално здравје, нели, одржување, физичкото здравје, исхраната, тоа што рековте вие, движењето надвор, прошетки по сонце, во овие денови беше многу сончево. Значи, уствари, одржување на физичкото и менталното здравје постојано не прави да бидеме поотпорни на стресовите и на промените и поадаптибилни. 1 април, сега никако да го врзаме со целата оваа приказна, велите доброто ментално здравје и на тоа треба сериозно да се работи и ние како нација треба сериозно да се го сватиме тоа. Минатата недела имавме гости кои што подготвуваа една представа за лицата кои што се подложни за дискриминација во нашето општество и кога го прашав што ни недостига во секојдневието, режисерот одговори многу повеќе смеење, многу повеќе добро расположение, но веројатно нели со сите овие стресови забораваме на целата оваа приказна. Денеска децата не потсетуваат колку е важно тоа. Да, убав е празникот. Без разлика каде припаѓаме, нели, ние тука си се делиме и по различни основи, и религии, и националности, и полови, и еве дискриминации на се што е околу нас, ама мислам дека традициите, ваквите некои настани кои се за сите нас, е нешто што не врзува и е точка каде што ние ќе можеме сите да се здружиме, да ги прославиме, да си поминеме убаво, да се насмееме, нели да се излажеме, да си кажеме по некоја смешка,
ние постојано, како што рековте, многу повеќе зборуваме за проблемите, а не зборуваме за неубав дел од животот, кој е расположение, насмевка, среќа и ќе донесе нешто, не само што е добро за социумот наоколу, него и нешто внатре во нас, која ќе си го поминеме денот така насмејани и расположени. Што последен пат ве насмеа? Се сеќавате? Ба не знам, ја често се смеам. Да. Впрочем, да, вие сте една од ретките наши И да гости останете кои така со насмевка. секогаш Често си дозволувам да ме радуваат работите, да погледнам дека, види денеска, види водно како, облаци како изгледа, како фуджи, викам. Па после тоа, види сонце огрело, колку е убаво. Значи, за да видиш среќен и насмеан, не ни се потребни, не знам, лотарија, седмица или не знам што да се случи во животот. А убавото и срекното е тука околу нас. Само треба да си го дадеме. Да си дозволиме, да. Проблемите и стресовите никогаш нема да престанат. Мислам, тоа се дел од животот. Ама не треба да ги живееме. Треба да ги решиме на најдобар можен начин и да си дозволиме да ја видиме и радоста, и среќата, и насмеаноста, да си дадеме да ни биде убаво. Благодариме, Миријана. Што може да резимираме од разговорот за промената на времето? Економски не е исплатливо да имаме само едно време, да нема зимско-летно сметање, а тоа што психолошки делува на луѓето, тоа не е важно. Тоа ќе работиме на себе. Тоа не е важно. Значи, секогаш економските причини се ставаат над психолошки. Па, очигледно во овој случај така било, така и донесено. Така е на државите, кои што уште го практикуваат ова. Па и целите држави веќе некако, знаете, онаа дефиниција што ја имаат државите, дека тоа некое здружување за да ги заштитиш луѓето, па тука да се некако, како малце да почнало да добива државата си постои сама за себе, се одделува од народот и ги донесува решенијата и начините на функционирање за да се одржи себе си, а не да го задоволи народот што живее. И мислам дека некако тоа е глобално едно прашање секаде во светот. Нешто неверојатно што се случува, дали ние луѓето ќе дозволиме да државите да станат нешто, ние ги чиниме, а тие се различни од нас. Ги спомнавме децата, ајде да останеме на таа убава тема, ги спомнавме децата денеска, овој месец април го започнуваме со децата, денеска така убаво ќе ни го разубава денот, но и утре ни е светски ден на книгите за деца. Утре е светски ден на литературата за деца, 2 април се одбележува во светски рамки, уште оддалечно